Кимел за време на неговиот двоведен монолог во понеделникот речиси една недела откако Кирк беше застрелан на Универзитетот Јута Вали, меѓу другото рече дека бандата МАГА, движењето на Трамп, се обидува да освои политички поени од убиството на десничарскиот активист. Шоуто на Џими Кимел е суспендирано на неодредено време поради коментарите на водителот во врска со убиството на десничарскиот активист Чарли Кирк. Ова го објави телевизијата ABC неколку часа откако претседателот на Американскиот радиодифузен регулатор, назначен од Трамп, се закани дека ќе ги одземе лиценците на радиодифузерите доколку не преземат мерки против водителот на шоуто. Американскиот претседател Доналд Трамп го поздрави ваквиот потек на телевизиската мрежа во сопственост на Дизни, нарекувајќи го одлична вест за Америка. Тој во објава на социјалните мрежи и честиташе на ABC за како што наведе нејзината храброст. Тоа ги остава Џими и Сет, двајца тотални губитници на лажни вести на NBC. Додаде Трамп, очигледно упатувајќи закани за NBC-ите Џими Фалон и Сет Мејерс на ABC. Одлуката на ABC да го суспендира шоуто на Џими Кимел дојде само неколку минути откако еден од најголемите сопственици на телевизиските станици во САД, Nexstar Media, изјави дека силно се спротивставува на неговите коментари и дека во догледна иднина ќе спречи сите епизоди на емисијата да се емитуваат на станиците што ги поседува ширум САД. Со фотки на кои плаче и прима инфузија, Била Хадид откри дека повторно е во болница поради лајмската болест. Таа ја добила диагнозата во 2012 година, но уште чувствува последици како екстремен замор и несоница. Била Хадид првпат откри дека има лајмска болест уште во 2016 година и повремено споделува како се справува со тешките симптоми. Сега 28 годишниот модел откри дека повторно завршила в болница. На Инстаграм Била сподели неколку фотографии од болничка соба. На една фотографија таа е со маска за кислород и инфузија, додека на друга се гледа како прима трансфузија со крв. На дел од фотографиите изгледа и како Била да плаче, а се гледа како си држи кеса со мраз на челото. Се извинувам што секогаш исчезнувам, ве сакам, стои во описот. На објавата има коментар од сестра и Џиџи. Те сакам, се надевам дека наскоро ќе се чувствуваш силно и добро како што заслужуваш. На дел од фотографиите Била покажува и како го минува времето во болница, играјќи карти и гледајќи серии. Во објавата Бела не открива со какви проблеми се соочила сега, но во коментар нејзината мајка открива дека престојот во болница е поради лајмската болест. Низ годините Била многу пати има споделувано фотографија од нејзиниот престој во болница. Вели дека често чувствувала замор, имала проблеми со вниманието и сеќавањето, а се соочувала и со депресија и несоница. Била диагностицирана со болеста во 2012 година, како и дека симптомите имале огромно влијание врз нејзината кариера. Додека пробувала да се пробие, често пати имала проблеми со симптомите. Вечер на патриотска музика и силни емоции. Во рамките на културното лето во Ѓорче Петров, синоќа ѓорчевци го проследија фестивалот Гоце Фест, манифестација што ги зближува генерациите и преку песна носи радост и достоинство. Како што истакна градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски, гласот на уметниците, аплаузот на публиката и искрената атмосфера уште еднаш потврдија дека музиката е еден од јазиците што не поврзува. Ѓорче Петров вечерва покажа традицијата живее, а иднината ја градиме со љубов и заедништво. Се гледаме наредниве денови на добра забава и дружење, културното лето продолжува. Порача градоначалникот Стојковски во објавата на Facebook. Во ексклузивен настан посветен на понатамошно потекнување на културните врски и соработката меѓу Грција и Македонија, Центар 213 во соработка со амбасадата на Грција во Македонија го организираше вториот танго маратон Emotions, грчко издание кој се одржа во хотелот Лимак Скопје Лакшери
од 12 до 14 септември 2025 година. 150 учесници од 28 земји од 3 континенти се собраа во Скопје за да го искусат ова уникатно грчко издание со сетови на грчките диџеи, сите особено познати по својата уметност, бидејќи многумина од нив настапувале во Буенос Ариес и на водечките танго фестивали низ Европа.